Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ajde probajte, ne ih slušajte emisiji, idite na Milenko Nedeljkovski na radio Slobodna Makedonija. Go ahead. Make my day. Dobro večer, znajete zašto je vas smeje, ne li? Ne možem da odolejam, aj mene, nego na cela ta net zajednica v Makedonija je zdobole stomakot od profesionalizmot i razbiranjeto na neštata od urednikot na sorosidniot portal Plus Info i sorosidnoto vesniče petparačko Slobodan pečat Branko Gerovski, kada što na naslovnata strana izleze naslov Bombašot, samoubijec, vinovnik za 10-11 smrtni zaginuvanja vo i mnogo poveće povredeni vo Istanbul faten. Što znači bombašot samoubijec otkako se raznel bil faten, barem spored Branko Gerovski. Сега како го фатиле, дали на делови, на парчиња го собирале, собирале течни од делова, лимфа, крв, дали ги собирале мочка, дали собирале во шишенце. И што после со сето тоа, откако го фатиле, направиле на социјалните мрежи општ мајтап со Бранко Геровски, што и го заслужува, до ниво да му пишува тај што го фатиле бомбашот самоубиец откако се разнал, туку не само што го фатиле, туку после тоа го викнале и на информативен разговор. Бранко Геровски, како што е така смешен, комичен со својата фигура, уште посмешен кој е во скијачко дело во Банско, го доживеа својот максимум во предвечерието на дочекот на стара православна нова година. Секоја чест, респект. Сметам дека голема грешка направи оние што ги прават контравести на Телма, што не го вклучува овој комедијант да ги прави тие вести. Контравести сигурно ќе беше поголема гледаност од ова што сега контравести го има. Контравести инако има контрагледаност, нема гледаност. Да го вклучува Бранко Геровски со ваквите своји новинарски дострели, каде што тврди дека тој што се разнал после е уапсен, фатен, тоа мислам ќе донесеше сериозна гледаност на телевизијата на Андреја Јосифовски, газдата на Макпетрол и газдата на Оилко. Груевски се врати од Вашингтон и две работи станаа јасни, а тоа е дека најголемиот стратешки партнер на Македонија, Соединените американски држави, застануваат зад премиерот на владата, председателот на владата на Република Македонија и дека релациите на ниво премиер на мала држава, подпредседател на огромна држава се безпрекорни, односно се нивните средби се остваруваат секогаш кога за тоа има потреба и кога едната од двете страни тоа го бара. Тоа е една работа што е јасна. Втора работа што е јасна е дека Груевски отиде, си ја заврши таа своја меѓународна агенда и после тоа се врати и веднаш од аеродромот отиде да ја рестартира Порцеланка, ако се сеќавате, тоа е фабрика која СДСМ во транзицијата ја затвори и остави 4000 луѓе без работа. Потоа во неја беше вклучен во нејзиното купување, давање, препродавање и Трифун Костовски.
da je сега konečno so jedna brownfield investicija od multinacionalna kompanija, vjerojatno so množinski indijski kapital, ja otvara, ja restartira pogonite na porcelan kada će proizvedu metalna galanterija. Međutim, to je najvažno za Veles će vrabotati 1000 luge i to je problem. To je rešavanje to na problem od nevrabotenosti pravi problem na Drexler Mayer vo Kavadarci od ove 1000 luge i onaka Veles veke nemaše nevraboteni, pa сега će im ušte pomogу možnost da se polni kadar od zavraботување во Кавадарци со луѓе од Велес, бидејќи Кавадарци, односно Drexler Mayer го надмина бројот од 4000 кој првично беше проектиран дека ќе вработат луѓе. Веднаш потоа, односно во истите 24 часа, Груевски ја обзнани и инвестицијата во Бунарџик, каде што ќе за 15 милиони евра странска фирма отвора фабрика која ќе вработи 200 луѓе. Спротивно од тоа, неговиот политички опонент, конкурент Зоран Заев, агендата му беше да се појави во Канал 5 телевизија на интервју кај Лидија Богатинова со однапред зададени прашања, договорени, зададени прашања, значи тие ќе се прашањата и човекот си дојде подготвен со лист хартија да чита она што му го напишал Роберт Поповски и однапред биле условите на гостувањето такво да тој морале да бидат тие прашања и да нема други прашања. Значи тој што во винува Груевски и сите дека доаѓаат наводно на наместени интервјуа, јас искрено не сум го видел Груевски не само кај мене, него и кај други колеги кои води на интервјуа да оди со листи и со зададени прашања, а со самото и одговори. Тоа беше на Заев агендата и плюс беше агендата во понеделникот, додека Никола Груевски се подготвуваше за состанок со Џо Бајден. Зоран Заев се подготвуваше, односно инсистираше да се сретне со француската амбасадорка во француската амбасада, целиот успаничен, и да договори услови каде што доколку се повлече од своето илузорно барање да нема избори, а се друго да се исполни од Пржинскиот договор, меѓутоа изборите да бидат не знам кога подоцна, значи он да учествува во влада, ама да не биде избран, ако може. Демек, ако се откаже од тоа, меѓутоа да му биде гарантирано дека по завршетокот на изборите и известната победа на Никола Груевски во ВМРО да помане дека после тоа нема да биде процесуиран, суден и пратен во Идризово, и токму затоа со 2 аута, со полициска придружба, со брзо возење однесен во француската амбасада, каде што според изворите кои имам јас, молел и плачел да биде поштеден, бидејќи знае како е тоа еднаш, нели така беше аболициран за глобал од страна на Бранко Црвенковски. Тоа се разликите меѓу двете политички опции кои ги имаме на повидок, односно кои ги знаеме дека се за кои ќе гласаме ние македонците на следните избори на 24 април, со тоа што морам да ја цитирам Мирка Велиновска, која вели цел живот велев дека не смее да има и дека е глупаво кога ќе кажеш еден е изборот, една е опцијата, бидејќи ако е избор меѓу нешто, не може да е избор од еден, нели? Меѓутоа, вели Мирка, сега се дојдовме сите во ситуација да стварно имаме само еден избор и само еден пат кој може да го гласаме, а тоа е изборот на следните избори за окружувањето на ливчето, каде што се пратениците и премиерот Никола Груевски, односно гласање во корист на ВМРО. ДПМН од и другиот избор е избор на човек кој реално е со попречен разум и со заматен ум, и сметам дека македонците, како и било кој друг народ во светот, не заслужуваат да бидат водени од човек со таков ментален капацитет. Бутно се обидувам да следам, меѓу другото, и нешто околу најважната споредна работа на светот, фудбалот, да слушнам што се случува со тој
plenum od futbalerski onija što najavio pred Nova godina дека, ne znam, će go rušat postojno trgovodstvo na FFM i tije će došle i za da mu donesat dobrobit na makedonskата fudbal, iako site tije što se potpišeni tamo, jedan nema nekogaš što je izraботil nešto vo korist na makedonskата fudbal, vo korist na своите кариери, да. Iskoristile svoj talent, да, и тоа нещо да работеле во корist на фудбалот, такви на тој список јас не гледам и со секого можам да го дебатирам тој список со аргументи, нели, не со така лични ставови, него аргументи. И гледам нема ништо ни од Лондон, тамо каде што е задграничниот комитет на буткачите на сегашното раководство, каде што отиде Ангел Бунгуров, а каде што во длабока и легала скоро 10 години се наоѓа поранешниот генерален секретар на фудбалската федерација, тогаш Сојуз на Македонија, Лазар Митревски. Нема ништо, меѓутоа на домашен терен затоа има комедија од која се гледа зошто ние всушност немаме фудбал. Значи излезе денеска вчера оглас за наоѓање на фудбалери. Значи оглас, ама онака во Агенција за вработување на Република Македонија. 13.1. Огласот трае до 18.1. Работно место фудбалер. Какво работно место? Ново отворено. Дали ова се формуларите на Агенцијата за вработување? Дали работното место е со посебни овластувања? Не. Работен однос тип неопределено. Потребно искуство нема ништо. Број на места 10, значи се барат 10 фудбалери. Слободни места 10. Распоред на вработно време предпладне. Само сабајлички играат и тренираат само на сабајле. Ако е попладне утакмицата, ништо не важи. Работно време од 8 до 16. После у 16:30 кој има утакмица, ништо. Неделни часови 40, плата, основна плата 10.500, минималец. Правно лице кое бара фудбалски клуб Работнички АД Скопје. Фудбалскиот клуб Работнички е единствениот фудбалски клуб од Македонија кој фигурира на листата на клубови која е ограничена, неколку стотини клуба од светот кои се релевантни, значи имале каков таков некаков резултат во последните неколку години. Инаку шампион, освојувач на куп и така натаму, од тој клуб доаѓа сегашниот селектор на фудбалската репрезентација на Македонија и тие си бараат фудбалери на оглас во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Како што, например, фирмата на брат ми бара Козар, како што, да кажеме, Минчо бара некаков дреар, така АД Работнички бара фудбалери. Меѓутоа не се само они, иако овие работнички се најцици, 10.500 дават. Има понатаму оглас, работно место фудбалер. Какво работно место? Упразнето, се ова е друг формулар читам. Работен однос тип определено 12 месеци. Работно време предпладне, и овие сабајлечки само ќе работат. Неделно часови 40, основна плата 12.000. Овие се појаки од работнички. Друштво за спортски дејности фудбалски клуб Ренова од село Џепчиште, Тетово. Џепчиште дава 12.000. Натаму 29.12.2015, огласот трае до 28.03.2016, овија огласот 4 месеца име. Работно место фудбалер. Какво работно место? Ново отворено. Многу јако. Но до сега не, да кажем, ново отворено, левбек, немавме левбек, ново отворено работно место, левбек. Работен однос 24 месеци. Број на местови 5 само бараат, да имаат други 6. И овие само предпладне работат. Основна плата 24.600. Овие најаки се уплата. Квалификација неквалификуван. Како е тој неквалификуван фудбалер? И образовен профил работник без занимање. Да, еден работник без занимање неквалификуван фудбалер. Степен 2. Што значи степен 2? Образовна установа, основно училиште. Кој го бара ова? Фудбалски клуб Шкендија АД Тетово. Канцеларијата на ОПСЕ во формер Југослав Република Македонија, значи тоа сме ние, објави оглас
каде што сака да се екипира со персонал за предстојните избори и на огласот многу фино јасно пишува дека изборите ќе се одржат на 24 април. Вика, following an official invitation to observe the early parliamentary election scheduled for 24th of April 2016 based on the така натаму. Што значи ОПСЕ си ги закаже изборите за тогаш кога треба да се 24 април излеа, ова само на српка, уште не му јасно. Меѓутоа мене по-интересна работа ми е другиот дел од ова, да кажеме, соопштение, односно ова е на некој начин конкурс, некако емисијава ми е све за конкурси за фудбалери, еве сега и политички. И вели вака, за таа цел ОПСЕ бара надворешни консултанти за следните позиции. Сега тоа под надворешни не ми е јасно дали за странци или може и домашни. Веројатно е за странци. Меѓутоа јас ке размислувам локал патриотски домашни. Значи, следните позиции ги бара ОПСЕ. Шеф на мисија. Тука мислам дека Петре Шилегов најмногу одговара, он сака да е шеф. И да шефува, ти може, ти не може, ти избори, ти не. Ти избори јавно, ти избори зацкриено, он шеф на мисија. После шеф на мисија, ОПСЕ бара заменик шеф на мисија. Тоа Мики Вујич. Он е стално нешто во сенка и стално нешто, ако треба, он е од сенка се ова. Значи, шеф Шилегов, заменик шеф Вујич. Политички аналитичар. Тука е голема конкуренција. Мислам Петре Арсовски, помладиот, е најоригинал, доколку нормално најдат, доколку уопсе не сум бил јас во животот, не знам дали има доволно широка голема врата за да може да влезе од поприлично габаритен, да не може да седи надвор на ладно. Добро, во април нема да биде веќе ладно. Следно, изборен аналитичар. Ова мора да е Сашо Ордановски. Он е стручник за избори, каде што предлага, како и неговиот ментор, Фрчко предлага избори без партијата која добила. Тоа е уникатен пример, формула, никогаш не видена, до сега не видена во светот. После изборен аналитичар, ОПСЕ бара правен аналитичар, тоа е Фрчко. Он разбира право. Медиумски аналитичар, тоа мора да е Бранко Геровски. И последно што бараат координатор на долгорочните наблюдувачи. Што значи координатор на долгорочните наблюдувачи? Тоа може да е Викса. Он долгорочно работи. Рокот за пријавување на огласот на ОПСЕ е до 24 јануари 2016 година, значи имаат време сите, што ги набројав овде, од Петре Шилегов до Викса, да се пријават и да атакуваат на местата за мисијата на ОПСЕ за нагледување на изборите, предвидени да се одржат на 24 април 2016 година. Да ја повторам уште еднаш екипата да нема забуна. Шеф на мисија Петре Шилегов, заменик шеф на мисија Мики Вујич, политички аналитичар Петре Арсовски, изборен аналитичар Сашо Ордановски, правен аналитичар Љубомир Фрчковски, медиумски аналитичар Бранко Геровски, координатор на долгорочните наблюдувачи Викса. И по лево крило бразилскиот интернационалка Емето. На истекот на старата година, според ова православниот стариот календар, значи стара нова година, некој многу погрешно, ние нарекуваме православна нова година, а некој многу погрешно ја нарекува српска нова година. И утре значи ќе влеземе де факто во новата година, односно на стара нова година на Василица. Всушност сме на преминот од неколку дена, од ден, 2, 3, каде што треба, според договорот од Пржино, кој за мене, стоти пат ќе кажеме, неуставен, незаконски, ненормален, меѓутоа донесен од четворицата, подпишан од четворицата лидери на четирите најголеми партии во Македонија, 2 македонски, 2 албански. Велам, според тој договор мора да биде формирано, односно да се повлече од позицијата премиер на Република Македонија Никола Груевски и на негово место ВМРО ДПМН да предложи свој кандидат како привремен премиер задолжен за организирање на предвремените парламентарни избори на 24 април. Значи само толку.
I тоа нешто треба да се случи до петок, значи у овие 2 дена уште, четвртак и петок, денес среда навечер, четвртак и петок, 2 дена. Нормално, секој нормален, здраворазумски човек, рационален, кога има работа со нетокму од спротивната страна, се обидува да некако го разреши проблемот, иако е тоа тешко разрешлив. Значи, да кажеме за мозокот на Заев, не знам дали е доволно добар стручњак, ниту Горас Росоклија, иако е врвен светски стручњак човекот. И во врвна светска институција и универзитет, значи во Соединените американски држави во Њу Јорк се наоѓа. Ама ете, не верувам дека и тие може, дека и тој може да го има тој капацитет, евентуално ако собере своји пријатели, колеги од целиот свет па да го гледаат мозокот на Заев. Во секој случај, со таков мозок, таква нерационалност, такво лудило, е тешко да се разговара, преговара, најтешко е да се договара. Она што македонскиот народ, а јас минатиот пат пред 7 дена го кажав исто во оваа емисија, очекува е да се исполнат сите услови. Не му е пријатно на просечниот македонец да гледа како е државата малтретирана повеќе од година дена. Не му е пријатно да гледа како се постојано има повлекување, попуштање на барањата на луд човек. Меѓутоа, ете, ако е тоа сето потребно за да се дојде до еден датум, а тоа е 24 април, нека биде 24 април, нека биде така, и македонскиот суверен, газдата, царот на Македонија, а тоа е македонскиот народ, да си го каже својот конечен збор. И еднаш, ако е можно, во овие 10 години, после 10 години, еднаш, ако е можно, ако дозволи меѓународната заедница, ако се помери со својата судбина опозицијата, да може владата на ВМРО ДПМН да изработи 4 нормални години мандат, што во ниеден момент, дури и на онаа влада на Љупчо Ѓорѓиевски, не и беше дозволено. Значи, повлекување на Никола Груевски, доколку е тоа почитување на договорот и почитување на даден збор, а тоа е човек кој го дадениот збор го почитува, се држи до него, меѓутоа само, повлекување само, ако е со гаранција дека другата, лудата, чукната, абнормална страна нема да се однесува нетокму. Имаме 2 дена, во овие 2 дена ќе живееме и ќе анализираме таа дилема околу тоа колку, како, што, кој ќе биде, зошто ќе биде, зошто баш тој, а не овој, кој го избра, кој го предложи, кој не го предложи, како и да е, таа сага ќе се заврши до петок, а потоа се 100 дена до почетокот на, односно до денот на предвремените парламентарни избори, каде ВМРО ДПМН ќе го прегази не како ваљак, него како вулкан ќе го прегази малото жапче, зелено жапче, наречено СДСМ, односно е тоа СДСМ, Социјалдемократски сојуз на мафијашите. СДСМ мафијашка. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.